Здраво, добре дојавте во шестата епизода од Македонскиот христијански подкаст. Темата денес на која ќе зборуваме со Никола е радоста во Господ Исус Христос. Радоста е она што не прави нас луѓето да сме луѓе. Може би некогаш и животните знаат да се радуваат, но сега ќе се задржиме на радоста ние што имаме како луѓе и привилегијата да се радуваме и да имаме смисла, цел и можност да го познаеме Господ Исус Христос и да имаме еден однос со Него. Тоа е еден дел од нашата радост. И полнота на нашата радост е во Господ Исус Христос, исполнета радост. Нели на оваа земја може да имаме одредена радост со некои привремени работи. Не знам, може би ни е роден ден, па се радуваме дека ни е роден ден. Некој посебен ден, на тој ден сме се родиле ние и се радуваме дека еве уште една година поминала од нашиот живот, сме научиле некои нови лекции, па ете повод да го прославиме или да се радуваме за тоа. Не знам, може би нашиот фудбалски клуб победил, па се радуваме за тоа, освоил Лига на шампиони или така натаму. Да и се квалификува. Да, или се квалификува. Ајде сега да тргнеме од библискиот аспект на радоста, односно како ние, како христијани, се радуваме во Господ Исус Христос и кој е изворот на нашата радост, зошто ние христијаните имаме една радост. Радост која трае вечно. Замисли. Радост која не е привремена. Значи, може да се радуваме на привремени работи, но радоста ќе биде привремена. Ако се радуваме на вечните работи, нашата радост ќе биде вечна. Многу е едноставно. Јас сакам да почнам со Лука, 2 глава, 10 до 11 стих, за една радосна вест која ја најавија ангелите за раѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во Евангелието Лука 2 глава од 10 до 11 стих, значи пишува: Ангелот пак им рече: не бојте се, зашто еве ви најавувам добра вест, голема радост која ќе биде за сите народи. Зашто денес ви се роди Спасител во Давидовиот град, кој е Христос Господ. Раѓањето на Господ Исус Христос е голема радост. Често многу луѓе го прославуваат, но не го знаат значењето зашто се прославува Божик. Затоа ќе зборуваме на наредната епизода, односно последната ќе биде наредна епизода за првата сезона од Македонскиот христијански подкаст, но како најава еве на таа епизода, ангелот му кажува на луѓето да не се бојат, зашто ова е голема радост за сите народи. Значи сите народи преку Исус Христос добиваат спасение и вечен живот. Таа е големата радосна вест која ангелите ја најавија на луѓето во тоа време, а денеска е запишана и за сите луѓе и денеска валидна. Значи важи и денеска и секој кој ја става верата, ја има таа верата своја, значи во Господ Исус Христос, ја има таа радост. Радоста дека Исус дојде во овој свет за да не спаси. Колку убаво напишано, односно еден настан кој се случи во историјата на човештвото, кој и денес предизвикува радост во нашите срца. Никола, ти на што се радуваш во животот? Односно, ако можеш една ретроспектива, што те радуваше во животот пред да го запознаеш Христос и што те радува сега, откако го запозна Исус Христос? Интересно дека кога ја правиме споредбата пред да го запознам Господ Исус Христос, беа многу работи што ги правев и ги практикував и пак не ме радува. Кога запознам Господ Исус Христос е едно нешто, мислам, една личност, самиот Спасител, доволна за да бидам радосен во животот и да ме задоволува без разлика каде се наоѓам и што правам, што работам. Тој беше тој што ми даде радост, не беа некои работи што ги правев. Јас сум пробал, сите сме пробвале нешто, дали да сум пиел, да сум пушил нешто како идеја, да сум правил некои
некои изведби како и да било, да сум сакал да сум бил познат, пример. Ете нешто што ми останува во главата и сега малце што ме прави да решам радосен на тоа што има останато малце, но Христос е тој пред се што ми дава радост и ми дава дека многу сум имал исполнување, многу радост пред да го запознам него, иако така изгледав за многу дуги, изгледав тој насмене, се смеи на секој, ама длабоко во себе Бог знаеш, јас знаев дека не е тоа така. Ама кога запознав таа промена, или како што кажат, и кога се роди тој кога се роди Господ, дојде и имавме шанса поради тоа што дојде како човек, ни кажа, беше пример, пат вистини живот, нели уште е, и тој што верува во него, нели има веќе живота му и се така го добива неговиот Свети Дух. Сакав исто така да прочитам врска со тој дух кој ќе го добиеме. Има тој плодови, нели, на тој дух, но кој што спомнати, исто за радоста, дали за роден денот или шо и да е, може таа радост, дали нашиот клуб победи или роден денот може да биде краткотрајна. Еден ден го славиш роден денот, други ден, дали ти или ти што се ги поканил, забравиле на тоа и секој си продолжа со своето. Но Господ тоа што го дава духот, плодовите на Светиот Дух, ете, сакам да прочитам од послание до Галатјаните, 5 глава, 22 стих, за плодовите на Светиот Дух, кои се љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кроткоста, самоконтролата. Нема закон против вакви нешта. 23 стих, ете, повеќе се плодови, но сам не се задржам малце на радоста конкретно. Многу луѓе можеме да видиме дека како што кажувавме преханите епизоди, кога ќе поверуваме во Господ и кога ќе ставаме надежда во него или кога го читаме неговиот збор, кога ќе се храниме со Божиот збор, нели тоа е само тоа, ние во животот треба да се изолираме и ништо не правиме, ние тоа е, сме ја љуфнале пантата на животот и немаме причина за да се радуваме, дали не можеме сега да славиме роден ден, да гледаме фудбал, пример, или како и да е, само ова и толку. Нема радост, но радоста која дава во изобилие нашиот Господ е неизмерна, и бидејќи сите животи кои се промениле од кога го примиле пред и потоа кога го примиле Господ Исус Христос, е една од причините дека неговата радост, Божјата радост што дава е вечно, не е нешто што еден ден го примаш и не останува за цел живот, туку испарва одма, туку не, напротив, останува за цел живот, дури сме тука и во вечноста ќе остани, и дава Господ, нели, радост во изобилие и вистинска радост која не само што трае, туку и има значење, нели, оти знаеме Господ е вечен пред се и да ги ставаме надежда во него и автоматски знаеме дека и радост и си да ви плодови во неговиот дух ќе бидат вечни, нема да бидат вака во миг да заминат. Да, и тоа накратко сакам да кажам нешто. Да. Со твоето прашање. Доста интересно и ме поттикна на еден стих во Откровение што пишува. 21 стих за новото небо и новата земја која ќе направи Бог за верните, во која ќе живеат верниците. Така. Пишува во 4 стих од 21 глава: и ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Значи, нашата радост ќе е веќе во полнота, знаејќи дека ние ќе живееме на место во Божјото присуство, заедно со Бог, каде што тој самиот, значи Бог ќе избрише секоја солза од нашите очи, смрт нема да има веќе, нема да има ни тага, ни плач, ни болка, зашто првото помина. Да, ние тука знаеме дека овие работи постојат. Постои смртта, Да. тагата, болката, плачот. Да. Но, знаејќи дека Исус Христос, нашиот Спасител, воскресна од мртвите, и ние ќе воскреснеме од мртвите и ќе живееме вечно на место опишано во 4 стих од Откровение. Каде што
Злото е уништено, нема зло. Има само радост, мир, правда. Која порака? Колку убаво нешто да се знае, да се верува и да се биде дел од тоа. Од Божиот план. Бог има план за секој човек. Секој да биде спасен, односно да му припаѓа на Господ и да живее вечно заедно со Него и со Неговите свети, односно со другите верници. Колку убава порака. И доста те потикнува да размислуваш. Да. Често ние знаеме да се фокусираме на земните работи. И кога се фокусираме на земните работи, тогаш се среќаваме и со овие појави на тага, на плач, на болка, како дел од овај живот. Но ова ќе помине и ќе дојди новото небо и новата земја каде тие работи нема да постојат. Уште една причина за радост. Така да нашата радост е во полнота преку Исус Христос. Така. Ja, сакав да се надоврзам со стихови во врска со тоа што го кажа. Се подсетив на послание до Филипјаните 4 глава, 4 и 5 стих, така кажуваше ти за како ќе биде, читаше се како ќе биде нели во рајот, во земјата која допрва не очекува. И знаеме дека тоа ќе биде така за секогаш, дека Господ нема да има плачни тага која ја има сега во првото, го што пишува таму ќе помини првото. Сега да прочитам 4 стих во Филипјаните, посланието до Филипјаните 4 глава, кој вели: радувајте се секогаш во Господа. Не вели понекогаш кога ќе ви текнили, туку секогаш вели. Пак повторува: радувајте се. Вашата кротост да им биде пазата на сите луѓе. Господ е близу. Што значи тоа што како што читаш и ти кога ќе бидеме заедно со Господ, кога ќе се врати тој да не земи. Но ете пишува исто така тука дека Господ е близу. Ете близу до секој кој верува во него. Секој кој верува во него, да. Само една молитва е оддалечен од нас, да. Така, баш и го потврдува тоа ти што го кажа и то во Откровението е пишано отпосле, после книгата, последна книга, пред напишана е Филипјаните, па после Откровение пишува, пред да Откровение, пред да Откровение го пишува дека Господ е близу, односно е на молитва оддалечен и дека да се радуваме секогаш треба во Господа. И пак уште нешто наглас се радуваме секогаш во Господа, бидејќи тоа е вечен и тој што го ветува, го исполнува. А најголемото нешто што ќе го исполни тоа е што ќе бидеме заедно во веки веков во ветената земја, во новите Ерусалим, која нема да има ни плач ни тага, кои знае тука да има, знае тие работи да биде, знаеме дека ги има тука и можеме да се радуваме во тоа, бидејќи неговите Божите ветувања се нели големи и вистинити, се тој што кажувал исполнал до сега, како пред сега овие денови што се слава да речем Божик, неговото раѓање, Исусовото раѓање беше навестено 700 години пред да се роди, така да. И бидна така да. И пред тоа, да, нели имаш исти други ветувања кои Господ на преку пророците неговиот народ ги имаше ветени се исполни за нас ветувања кои се исполнуваат така да се радуваме секогаш во Господа. Ете, тоа што го пишува е со причина напишано, не е само да се радуваме колку да е напишано нешто туку на вистина со смисла и бидејќи вреди да се радува во Господа и тоа е што таа радост што ја дава Господ не може да се опише со зборови, не може никој друг да ја даде освен Господ Исус Христос, така да тоа ми беше тоа што треба да се надоврзам со тоа што го прочита. Да, тука од тоа што го кажа најголем впечаток ми остави Божите ветување што ги спомнати. Навистина тоа што Бог го ветил ќе го оствари. Тоа е уште една причина за радост. Така е. Нели, Бог ни кажа не грижете се за ништо. Туку преку молитва барајте и ќе ви се даде. Тоа не охрабрува, бидејќи Бог го ветува тоа. Семокниот Бог, не ние. Има многу големи ветувања Бог за нас,
големи планови за нас и тој ќе ги оствари. Тоа е уште една причина за радост. Ние сме во Божјата волја, преку верата во Господ Исус Христос, и Бог има големи планови за нас, на оваа земја и за идниот живот. Тоа е уште една причина за радост. Да. Неговите мисли се над нашите мисли. Неговите Патишта. патишта се над нашите патишта. Да. Така да, кога го знаеме тоа ни е уште една причина за радост. Така. Че Бог, она што го ветува, тој го исполнува. Тој има силата тоа да го оствари, да го исполни. Така е. Ние ако ветиме нешто, мали се шансите дека може да исполниме. Тешко дека во рамките на тоа така, што можеме да го исполниме. Да, Но Бог може да исполни се што ветил. Тоа е уште една причина. А ветувањата се за наше добро. Тоа е уште една работа што Бог сака да ја направи, да се прослави во нашите животи. Да. Тоа е многу добро. И сега како да се радуваме во Господ? Има еден стих во Римјаните 12 или во што да се радуваме. Радувајте се во надежта, бидете трпеливи во неволја и постојани во молитва. Како 3 работи се споменати тука, да се радуваме во надежта. Јас пред да го запознам Господ Исус Христос, немав надеж. Може би се надевав на некои привремени работи, успешна фудбалска кариера, успешно ова, успешно она, но тоа е привремено. И човек кој се надева на земните работи е беден човек. Како што пишува во Светото Писмо, ако Христос не воскреснеше од мртвите, нашата вера е напразна. Така. Ние сме бедни. Така да, надежта, односно се радуваме во надежта, значи дека ние еден ден ќе воскреснеме со вечни тела и ќе бидеме заедно со Бог. Каде што нема смрт, тага, плач, болка. Да. Тоа е голема работа. Тоа е една вечна надеж. Јас ќе живеам вечно со Бог. Со мојот Создател. Создателот кој толку многу ме возлюби, што не го поштеди својот син, туку го испрати својот син да умре на крстот за моите гревови. Ја покажа својата љубов. Со таков спасител, кој не би сакал да живее? Е прашањето до гледачите. Ова нафрлуваме некои информации врз кои вие треба да размислувате и да читате во Светото Писмо. Никола, нешто што мислиш дека треба да го додадеме или што го кажува Светото Писмо во врска со радоста? Да, интересно, преходно спомнавме за духот, за радосниот нели дух и плодовите на Светиот Дух кои ги дава дека он едно ни фе радоста и исто така спомнавме дека што може да има нели на ова земја, на ова првото да речам пред да идеме во Новите Ерусалим, дека нели некош плач, тага, да има болка, но сакам да прочитам нешто од Изреки или од Пословици 17 глава 22 стих. Ете, на некој начин малце во врска со телото символички за споредба со радоста и веселбата, односно невеселбата, малце споредба да прочитам нели тоа што го дава Господ и тоа што ако не се на некој начин надеваме на него спротивното, што е, сакам да прочитам 22 стих, вели: веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Затоа, но символички ова напишано не значи дека секогаш кога немаме радост зависи од момент дека ги ни сушат коските, но пишува дека е символички направено во Пословици тука, но те гледаме дека веселото срце само Господ, искрено весело срце само Господ може да даде да ни го обнови. Нели пише во еден стих во Библијата, пишува дека пред да го запознаваме Господ Исус Христос, нашите срца беа од камен. И тој ни ги обнови во срца од крв и месо, вистински срца, кои само тој може тој да го направи, тој да го даде. И
Една од тие карактеристики се така, освен срце од крв и месо е весело срце и е одличен лек за нас, за нашето битие, за нашето сеја, за невеселото срце, односно на срце кое е камено без Господ, нели ги суши коските. Од таму извира животот од срцето и какво ни е срцето, така ќе ни биде останатиот дел од телото, нели така логично гледано. И тоа кажува Господ, нели, тука во Стариот Завет, дека така кажува дека е одличен лек, нели, и може некој да каже на некогаш да си речеме дека насмевката некогаш насмеј се и се ќе биде подобро, без разлика што ништо врвиме и ете исто така го пише во Библијата, тоа не е нешто на некој начин човечко измислите, туку прво од Господ потекнува веселото срце и кои се бенефитите негови, и од друга страна гледаме невеселото, скаменото срце, невеселиот дух и неговите бенефити, односно небенефити. Да, тоа беше малце накратко да додадам во расказ. Да, интересно она што го сподели, дефинитивно јас сум еден од тие што стварно кога си весел, односно радосен, ти си здрав на некој начин. Пред се емоционално и духовно здрав. Без разлика на твојата телесна состојба. Но таа веселба или радост што ја дава Господ или она весело срце, во срцето спајаат нели интелектот, емоциите и волјата. Не е телесното. Тоа е натрешното, натрешниот човек. Значи, интелектот, волјата, емоциите. Весело срце се мисли на тоа. Внатрешно ние имаме радост, која извира од нас. Да, тоа ќе се манифестира надворешно. Ние ќе се насмевниме, ќе имаме на радост, една експресија надворешно. И ќе не прашаат, ти некако си радосен, некако си посебен. Зошто е тоа така? Поверувам во Господ Исус Христос, кој умре на крстот за моите гревови, воскресна на третиот ден и ми даде вечен живот. Спасение и вечен живот. Незаслужено. Незаслужено. Што треба јас да направам? Јас треба да се покајам. Покајанието се свртам од гревот. Да се свртам од моите гревови према Господ Исус Христос. Да признам пред Него и да побарам Неговата прошка. Кога ќе го направам тоа, значи јас сум се свртил од моите гревови. Тоа е константен процес. За некои навики да се одвикнеме треба повеќе време. Но тоа е нашиот мајндсет или начин на размислување. Се вртам од моите гревови. Се вртам према Исус Христос. Го обновувам мојот ум врз база на Светото Писмо, врз база на Библијата. Ја барам Божјата волја. Читам во Светото Писмо. Бог ми зборува и јас го живеам она што Бог го кажува. Тоа е она што е Евангелието. Дека е нешто незаслужено и Евангелието, или во превод, ако го преведиме од грчки, радосна вест, која предизвикува радост. Така е, Никола? Така е. И за ова што го спомна уште едно не допре така, наспевнив се и ќе биде се во ред. Без разлика во која ситуација сме, има една, тука ќе прочитаме во Јакововото послание, дека и кога сме во тешки ситуации, пак да имаме радост. Тоа го кажува Светото Писмо. Ќе прочитаме во послание од апостолот Јаков, во првата глава од 2 до 4 стих. Сметајте ја за чиста радост, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение. А трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни без никаков недостаток. Значи, кога да имаме искушенија, да знаеме дека тие се испитувања на нашата вера, кои ќе резултираат со трпение. Трпението не разочарува. Трпението ни раѓа надеж. Значи, без разлика, треба да сватиме во која ситуација да сме, ние имаме силата тоа да го надминеме со Божја помош.
Секако не сме оставени, го имаме Светиот Дух. Така. Силата која го воскресна, Духот кој го воскресна Исус од мртвите, живее во нас. Бог живее во нас. И таа сила ни е достапна. Силата на Божиот Дух. И знаејќи во што и да се случува околу нас, треба да ја сметаме таа ситуација за чиста радост. Кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи вика дека испитувањето на вашата вера создава трпение. Значи секогаш треба да го имаме ова на ум дека што и да се случува, ние пак ја имаме таа радост. Радоста на спасението. Да. Дека Бог не спаси и му припаѓаме Него, ќе бидеме заедно со Него во вечноста. За секогаш. Ние не можеме да го сватиме тоа за секогаш, во смисла, тешко ни да замислиме милиарда години, а камоли вечност, каде што нема време, бесконечно. Да. Ние го знаеме оној символот математички, но да го замислиш, тоа е потешко. Да, тоа е голем поим. Но така е, ќе бидеме за секогаш со Него. Да. Никола, некои други стихови или еве од твое лично искуство за радоста во Господ Исус Христос, што би им порачал на гледачите? Некои бараат радост во ништо, може би некои се радосни поради некоја причина која му ја дава овој свет, но што е суштинското што треба да го направат? Да. За да имат вистинската, жива и вечна радост. Да, нели, ако свативме, односно ако сватиме дека Бог е се присутен и една молитва далечен од нас, и ако сватиме дека треба да се покаеме за своите гревови, дека да се свртиме, тој што спомнати мајндсет, односно начинот на размислување, дека треба да не би ни друг, на прв поглед ќе речеме тоа е тешко, невозможно, или пак ќе речеме јас сум перфектен, јас сум добар, не ми треба, нели, да се покаеме, не ми треба Господ, не ми треба спасение, јас сум веќе спасен поради делата што ги правам, поради тоа што ќе дониграм некогаш, ќе направам добро, ќе му посакам на некој добар ден, што тоа е супер, така и треба да постапуваме, тоа се тоа што читаме плодовите на Светиот Дух. Но тоа што не спасува, тоа што ни не дава вечен живот, жива надеж во овој свет и општо во за секогаш во вечноста е самиот Господ Исус Христос, неговата жртва, крстот. И ако е тој една молитва далечен и дека знаеме ветувањата, гледаме дека се што е запишано, се што тој ветил се исполнил, можеме да видиме дека треба да побараме од него, да ни даде сила и храброст, како да речам, да ни даде волја да се покаеме и тоа ќе го направи. Кој тој ако сватиме и ни дека тоа е една молитва подалеку од помеѓу нас, значи тоа е нешто многу лесно да го направиме. Само треба да сакаме и да имаме таа волја да се покаеме и да ги видиме неговите ветувања кои се многу со зборови неопичливи, многу поголеми од тие што светот ги нуди, или светот може да нуди на прв поглед, на тој поглед кој во позадина не го знаеме ние, односно сатаната да нуди дека е тоа добро, маскирано, ако ќе ја видиме суштината која всушност е сите маки и болките и плачот доаѓа од тоа што луѓето, односно сите ние сме измамени без Господ и животот без Бог, без живиот Бог Исус Христос. И ако е тој една молитва далечен и секој еден кој има волја да го направи, тоа нека го направи уште од сега. Уште од сега одма и да знае дека неговите ветувања се големи, не само радост што ќе даде, туку и сите овие плодови што ги прочитавме на Светиот Дух пред се. Светиот Дух и неговите плодови многу повеќе од тоа кои човечкиот ум на моменти, не моменти, туку ми се чини секогаш нема да ги свати, но Бог знае, Бог ги знае, тој ги создаде, тој ги разбира ветувањата целосно кои ни ги дава, така да надешто во Господа да ја ставиме не како што можеме да мислиме на прв поглед лошо нешто и нешто човек слезен од планина, не е баш ич така, туку е напротив нешто да се
човек да вреди да се радува, тоа тук, односно многу да се радува. Тоа беше што сакав да го кажам. Супер. Да, дефинитивно луѓето треба да го повикаат името на Господ. Односно да го барат искрено од срце. И Бог е верен и ќе се открие. Така пишува Светото писмо. Да. Ќе ме барате и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето свое срце. Мислам дека беше во пророкот Еремија. Сакам да прочитам уште нешто од Евангелието според апостолот Јован, 15 глава од 7 до 11 стих. Ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Ќе останете во мојата љубов ако ги пазите моите заповеди. Како што јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Ова ви го реков, за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Последниот стих уште еднаш ќе го прочитам. Те молам. Ова ви го реков, за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Значи, Божјата радост да биде во нас и нашата радост да биде целосна, полна. Кога нештото е полно, ти не можеш да го дополниш. Так. Тука едноставно е полно. Нема недостаток. Нема недостаток. Да. Че оваа чаша е полупразна. Или полуполна, некој би рекол. Ова ништо нема. Но кога е целосно полна, знаеме дека е фул. Полна. Така да, ако останеме во Божите зборови, ги веруваме, ги прифатиме во нашиот живот, нашата радост ќе биде полна. И го слушаме Божиот глас. Ги пазиме Божите заповеди. Заповедите кои Исус ги кажа се многу едноставни. Целиот закон, односно Мојсеевиот закон е сумиран во две. Люби го Бог со сето свое срце, сиот свој разум и сета своја сила и люби го ближниот како себе си. Со овие две заповеди и силата која не дава Бог преку Светиот Дух, ние можеме да живееме угоден живот према Бог. Да. Односно за Бог. И уште два стихови од Евангелие според апостолот Јован, 16 глава, 23 и 24 стих. Во оној ден нема да ме прашате за ништо, односно да ме прашувате за ништо. Вистина, вистина ви велам, што и да молите од мојот татко во моје име, ќе ви се даде. Досега ништо не баравте во моје име, барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Значи, досега ништо не баравте во моје име, но барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Значи, Исус ги поучува учениците, не поучува и денеска, дека ние преку молитва во името на Исус треба да бараме и Бог ќе ни даде оно што е по негова волја и добро за нас. Значи, Бог ветува и ова се Божји зборови. Барајте и ќе добиете. Тука треба да знаеме дека некогаш Бог одговара со не. Но, она што го ветил, ако молиме според неговата волја, дефинитивно ќе ни го даде. И да знаете дека Бог знае се за нас и знае што треба да ни даде и кога треба да ни даде. Но, тој чим ова го ветил, ќе го исполни. Досега ништо не баравте, но сега откако поверувавте во Исус, барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Значи, за да биде нашата радост полна, ќе ни даде Бог она што ни е потребно. За да биде полна нашата радост. Пишува така.
Значи во оној ден нема да го прашуваме, туку ќе го знаеме Бог. Ќе го знаеме Бог преку Светиот Дух кој ни го има даден. И треба да го молиме Бог и тој ќе ни го даде оно што ни е потребно за да биде полна нашата радост. Значи да нема недостаток радост, туку да биде полна од целост. Тие се последните стихови што ги имав запишано за оваа емисија, оваа епизода. Има уште многу стихови во Светото Писмо. Сакаме да ве повикаме да го читате Светото Писмо. Доколку некој нема Свето Писмо, сака да чита, слободно нека не контактира преку порака на самата страница на Македонскиот христијански подкаст. Ке ви го испратиме по карго или доколку живеете во Битола, може да си го подигнете на адреса ќе ви пишеме каде се, може да си го подигнете Новиот Завет или ќе ви го донесеме лично ние. Нема проблем. Да. Може тоа да ви го направиме, односно да ви направиме на услуга. Да, најбитно е да се чита Светото Писмо. Често еден пријател наш вика не даваме крпче со Светото Писмо, односно да не фаќа прашина. Таа е самата поента. Светото Писмо треба да се чита и да се има една вистинска вера во Господ Исус Христос. За да се запознаете со некој треба да поминете време. Баш. Со Никола се познаваме скоро 3 години, така нешто. 2,5-3. 2,5-3, да. И поминуваме време заедно и се запознаваме се подобро и подобро. Затоа, за да го запознаете Бог, треба да читате Свето Писмо. Ве поздравуваме со таа порака, односно верувајте му на Бог и читајте Свето Писмо. Бог е тука за вас. Една молитва оддалече. Да, за нас е Бог, значи за сите нас. Една молитва оддалечен од нас, луѓето. Тој е нашиот Создател и на сите што веруваат, тој е нивен татко, односно Бог е наш татко. Ве поздравуваме, Божи благослов, до нареден пат. Пријатно. Чао.